Веста за чистените диви депонии на териториите на општините Чаир, Бутел, Цинтар и Ѓорче Петров од страна на екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена се прошири во македонската јавност пред некој ден. Но иако дивите депонии во овие општини беа лоцирани и изчистени, сепак не цела Македонија постојат се уште вакви, каде што мора и би требало да се интервенира за доброто и здравјето на сите. На жалост, состојбата во Македонија, генерално со управувањето со отпадот, многу бавно се менува. Кога станува збор за депониите, повеќе од 20-30 години ние функционираме со така наречени општински депонии, кои што ги користат околу 50 од 50 на општини, да кажеме, на 50 на општински депонии се носи отпадот. Повеќето од нив не исполнуваат стандарди, така што дури тие може да се класифицираат како диви депонии, иако официјално се раководи со нив од страна на нашите локални самоуправи и дел од институциите. Понатаму, секое погодено населено место си има некоја погодена дива депонија, која што може да биде за различни намени. Некој се за кабас отпад, некој се за електричен и електронски отпад, некој се со мешан комунален отпад, а некој се буквално мешано се и се што се носи на едно место. Така да имаме такви кои што се навистина големи, тие се обично до поголеми населени места и тоа е буквално секаде во Македонија. Понатаму имаме некои, да речеме, средно ниво на депонии кои што се појавуваат постојано по зависност од намената на граѓаните и мали депонии кои што се појавуваат постојано насекаде, така тие се безброј, никој ги нема тие избројано. Некоја бројка која што вака официјално можеме да се повикаме, имаше еден од претходните национални планови за управување со отпад државен. Имаше некоја бројка дека има околу на 2000 диви депонии ширум земјата и ѓубришта, така наречени. Но со нивно чистење се има дел елиминирано, но на жалост се појавуваат на друго место. Проблемот е системски, бидејќи 15%, најмалку 15% од вкупниот комунален отпад во нашата земја не се собира. Значи, имаме повеќе села низ целата држава каде што воопшто не се собира комуналниот отпад и тие граѓани го отстрануваат таму каде што ќе стигнат. Понатаму, освен комуналниот отпад, ние имаме градежен отпад, други видови на кабаст отпад. Значи, буквално се граѓаните што имаат од отпад што не знаат каде да го фрлат, ги составаат овие дополнителни диви депонии кои што најчесто е тоа во природа, во некој дол, во некоја река. И ова е практика која што постои веќе од кога Македонија е независна, а и од претходно. Значи, истиот проблем со управување со отпад се повторува. И морам да кажам дека, нажалост, и овие напори што сега ги има, да кажеме, системски, со кои што се очува самото Министерство за животна средина, со дел од тој проект што го имаат за североисточен и источен регион, кај што треба вложуваат во чистење на диви депонии, затварање на депонии, сепак се соочуваат со големи проблеми, кои се дел се законски проблеми, кај што треба се менуваат некои законски прописи за да можат легитимно, но се содружуваат и со повторно, отколку ја чистат, повторно се создаде на истото место. И мислам дека тука е навистина системски проблемот. Би ја додали тоа што нашите инспекции и на локално и на национално ниво не се доволно екипирани ни со кадар, ни со опрема. Без тоа мислам дека нема никогаш да го решиме проблемот. Едноставно ова бара и чистење, бара и санкционирање на несовесните граѓани, но и на граѓаните да им се овозможат соодветни услови да може да го одлагаат отпадот и да добијат информација каде и како тоа може да го направат. Така што ова бара решение и од страна на јавните комунални претпријатија кои што потребна им е поддршка, нашите општини мислам дека не се доволно јаки да го решат. Исто така потребно регионалните центри кои што се формираат за управување со отпад, исто така да добијат дополнителна поддршка да се оснажат, сериозно треба вложување во нив и секако да се вложи во капацитетите и на инспекторите за животна средина кај нас и на самата институција Министерство за животна средина. Постоењето на дивите депонии во толков голем број, покрај тоа што го невозможува животот на многу растителни и животински видови во надворешната околина, влијае и на нашето здравје. Затоа би требало редовно да се работи на нивно лоцирање, отстранување и чистење. Од здравствен аспект, најголем дел од нив се најчесто предизвикуваат ширење на зарази, на болести и кај животни и кај луѓе. Затоа и се усуштина имаат санитарен аспект повеќето од нив, затоа е потребно соодветно биде изложуван отпадот, бидејќи при несоодветно изложување истиот може да има опасност за околината.
Има момент каде што дел влие врз како исцедок во почвата и во подземните води, дел станува опасност посебно во летните периоди кога знаете дека во многу делови на жалост во Македонија имаме пожари и лесно падање, депониите поради мешаниот состав што го имаат се голем опасност представуваат бидејќи многу лесно се западливи и нивното горење предизвика сериозно заболување на дишните патишта кај луѓето, така што заканите по луѓето се од секој аспект, и преку водата, и преку почвата, и преку воздухот, и ова е сериозен проблем кој што мора системски да го решаваме и да има веќе сериозен напредок, а државата да предвиди големи, значи зборуваме десетици милиони евра годишно, ако сака да има вистински ишекор за решавање на проблемите и со дивите депонии кај нас. Дивите депонии се повеќе слоен проблем кој би требало навремено да се решава, за да не ги чувствуваме последиците од истиот директно по нашето здравје. Тие се проблем кој не се решава само со чистење, туку и со промена на еколошката свест и создавање навики кај граѓаните правилно да го одлагаат својот отпад, а не од зелените градски површини да прават диви депонии.